Во пресрет на матурските се зголемуваат и трошоците. Подготовките за матурантите се во тек, а како што велат анкетираните граѓани на терен во Штип, трошоците се доста високи. Облекувањето е во прв план, но овде се и прославите па и подароците. И дома и во ресторан треба да се купи нешто или да се плати, па пари се штедат цела година за да може соодветно да се прослави тој ден. Вела дека и од годините претходно трошоците за прослава на матура биле големи, но сега со високите цени на се уште поголеми. Јас сега баш моментално имам внук. Па скапо е, дома ќе прават за у кафана, ќе биде поскапо, ама ќе треба и да се облече, нели, таквото. И така, скапо е, да. Добро, јас една внука имам, една ќерка, немам друга. Тоа ми е напред-назад, ја чува како бебе. Па да, ми по 1500, како ми остане секој месец. И од војко и малко од баба и така. Колку ти е длага чергата, толку ќе си стргнеш. Па најмалку 1000 евро. На матурска се дотера девојка. А машко може малку поевтино. Секоја матурска е скапа. Оно деветолетката е скапа сега. Децата ние не правиме такви работи у тоа време кога сум била ја. А сега повише и од матурските трошат за деветолетката. Некои прават у ресторанти, викат ги најближните пријатели, роди. Некои ко оде девојчето на матурска вечерта и да дај битат скромно поклонче. Сега ако си тетка баба, ќе купиш малку повише. Ама колку да реагира, ти знаеш дека внуката ти е матуранка, ќе си планираш цела година, ќе си собираш пари, ќе тргаш. А друго е сега некој комшика, ќе купиш, ама нешто поскромно. Во меѓувреме започна и кампањата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот по патиштата во врска со зголемување на безбедноста во сообраќајот под мотото на матурска вечер без автомобил. Кампањата има за цел да испрати силна порака до младите, да не седнуваат за воланот доколку консумирале алкохол, туку на матурските прослави да користат јавен превоз, такси или возачка придружба на роднини, односно да не управуваат со возило. Матурските прослави се свечен чин за сеќавање со кој се заокружува еден дел од образованието на секој матурант. И целта на оваа кампања е да се одвратат младите да не управуваат со моторни возила и да не консумираат алкохол за време на прославите и да се влијае на намалување на бројот на сообраќајни несреќи кај младата популација, особено во овој период кога ризикот е зголемен, велат од РСБСП.